Почитувани граѓани, доколку висината на социјалната парична помош во Македонија беше на ниво соодветно за квалитетен живот на граѓаните, или доколку Македонија воведеше минимален адекватен приход, како што тоа го направија голем број на европски држави, немаше во континуитет 1/3 од македонците да живеат во сиромаштво и да гладуваат. Потребната висина на социјална парична помош во Македонија треба да биде за едночлено домаќинство 5.600 денари, додека за 4-члено домаќинство треба да изнесува 11.760 денари. Овие податоци ги издава и самиот Државен завод за статистика. Доколку социјалната парична помош ја издигнеме на ова ниво, ќе им помогнеме на граѓаните кои имаат потреба од финансиска помош од државата да излезат од сиромаштво и да ја надминат тешката состојба во која што секојдневно се борат за парче леп. За споредба, моменталното ниво на социјална парична помош изнесува 2.451 денар за едно члено домаќинство, а 5.173 денари за 4-члено домаќинство, што е за 2 пати пониско од потребното ниво за излез од сиромаштија. Според Она што е пострашно е тоа што најранливата категорија на социјално загрозени граѓани не само што добива минимална социјална парична помош, туку и таа која што по законот следува не ја добива редовно. Од информации од граѓаните знаеме дека голем дел од социјалните трансфери и бенефиции доцнат, меѓу кои социјалната парична помош, постојаната парична помош, родителски додаток за трето дете, додаток за помош и нега на друго лице и субвенциите за енергетска сиромаштија. Министерството за труд и социјална политика е должно да одговори зошто и колку доцнат социјалните трансфери, социјалните бенефиции. Јасно е дека буџетот на Република Македонија е празен, поради што социјалните трансфери не се исплаќаат редовно. Но за да си помогне Министерството за труд и социјална политика, изнајде криминално решение со кое што сега во следниве месеци ќе скрати огромен број на корисници на социјални трансфери во Македонија. И како ќе го направи тоа? Сите оние кои што примиле пари преку брз трансфер од надвор со цел поклон, цел лекување, лекови и операција до која што тешко се стигнува во Македонија, сите сме сведоци на истото, ќе им бидат скратени социјалните трансфери и државата ќе ги третира како приход овие пари, иако овие пари не се примаат во континуитет, иако овие пари не се исплатени од правно лице, иако овие пари не се преку остварување на дејност, што значи дека сосема противзаконски. Ова го покажува вистинското лице на Груевски и ВМРО ДПМН за грижата на социјално загрозените категории на граѓани и сиромашни, за кои што тие се интересираат само пред избори.